Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме токму овде за да ви причиниме едно убаво, пријатно попладне, да направиме еден убав специјалитет кој што многумина им е омилен. Мене морам да кажам дека ми е омилен, бидејќи многу пати велам ова не го јадам, но ова го јадам денеска што ќе го правиме, затоа што е дел специјалитет од мојот регион, а гледате како целата денеска сум среќна, весела, премногу весела, затоа што некако ми доаѓа бран од оваа деснава страна, од мојот си источен дел на Македонија и веќе можеби насетувате дека моите денешни гости ми доаѓаат од источниот дел на Македонија. Ве поздравувам ширум светот, драги македонци, каде и да сте, па и сите оние кои што сакаат да не гледаат, не го разбираат нашиот јазик, а потоа ќе си бараат превод. Знам дека многумина и тоа го прават, но каде и да сте и со кого и да сте, бидете ми здрави, живи, среќни и весели. Моите бакнежи одат за сите во светот, а најмногу за нашите гледачи во нашата ни милна Македонија. Вака, ве сакам сите. Кој ми е денеска гостин? Денеска јас сум среќна затоа што ќе бидам богата, затоа што имам многу гости кои ќе го наполнат нашето студио со позитивна енергија, со многу убави музички вибрации и имам еден гостин кој што верувам дека нема да ги одвоите погледите од него, затоа што е многу сладок и затоа што едва и чекаше да дојде во нашата емисија. А тоа е нашиот мал Давид, доаѓа со мама Валерија Димитрова, од село Оризари. Ајде повелете, добре ми дојдовте. Многу да ве гушнам двајцата. Како сте ми? Добри? Супер, да. Здраво, Давид. Како си? Добар. Добар си. И многу сакаше да дојдеш во емисијата, ке баба Драгче? Да. А браво, ајде со мама од оваа страна, повели од оваа страна. Како патувавте пред се? Добро ли патувавте? Да. Супер. Убаво ви беше? Ова е еден мал поклон од нас за вас. Вашето Осоговски друштво. извор, да. Да, Осоговски извор. Многу убаво име имате. А јас морам да видам што е овде нешто тропка. Рекоа дека ќе биде нешто интересно, ќе го разгледаме потоа. Бидејќи баба Драгче си пие чај. Оф. Сега ќе биде Осоговски. И еден убав магнет, кој што ќе го личи нашиот фрижидер. Можеш под лажичките. Благодарам. Ете така. Валерија, ти си во ова друштво. Сакаше да бидеш во народна носија, но јас ти реков, ајде малку да се одвоиме јас и ти, бидејќи ти ќе ни го подготвуваш денешниот ручек. Ќе правиме по нашински оризник. Оризник, така, со копани. Така, но ти ни донесе и лапа, кочанска лапа, која што е традиционално јадење во Кочани. Така. Се прави малку, треба да се потпече. Па малци да се потпечува фионот и се толчи. Да се истолчи во дибек, го викаме ние таму. Со точни се каца, во фионот. Се става малце вода да зоврие, се става оризот, потоа на крајот се ставаат 2 лажици афион, малце сол, зејтин. Така, да кажеме дека кочанската лапа е специјалитет кој што се подготвува со сол. Да. Ете така. Кога јас и ти се слушнавме, ми кажа дека Давид сака да дојде на курс за готвење кај баба Драгче. И ти го донесе за да му ја исполниш желбата. Помага дома, нели? Да, помага, готви. Готви. Сега, додека ти го сецкаш кромитчето, ќе ти дадам задача, а Давид ке гледа, јас да ги поканам твоите другари, односно соработници, моите драги пријатели од Осоговски извор, повелете, добре ми дојдовте, многу ми е мило. Никола, важен си ти, затоа што најмногу зборував со тебе, добре ми дојдовте. Многу ме радува што сте заедно со мене. Сите ве гушкам, за да не ви ја растурам облеката и микрофоните. Никола, ајде представи ги твоите. Видите, вака, ние сме од Оризари, од фолклорен ансамбл Осоговски извор. Јас сум председател на друштвото, Никола Стојов, и со така ние сме оркестарот и едни од основачите на друштвото. Дејан Лазаров, тој ни свири тамбура и гајда. И свири сите инструменти ги свириме ние. Исто така Бобана на Киев, тој свири тамбура, гајда, кемане, кавал.
и Бори Илиев, кој ни е тапанџија во друштвото и воедно е и кореограф. За вашите ора, за се она што да. настапувате на... Браво за Боре. Боре, многу имаш една од врвните задачи. Така. Добро. Никола, имате многу настапи? Па имаме, фала му на Бога, има доста настапи и во државата и надвор од државата. Како фолклорен ансамбл патуваме секаде, исто така и како оркестар настапуваме и претежно зачуваме ја традицијата за изворна музика. Така. Претежно од нашиот крај, од нашиот крај. Браво. Јас сега веднаш ќе ве терам вие да се подготвите за да ми вријат тенџерчињата добро, Валерија си ја знае работата и без тоа навикната е со музика. Реков Теодорис, ние дракче до овде. Ама ние мораме да покажеме каков е нашиот дел од источниот дел на Македонија, со многу ризови полиња и специјалитети од ориз на повеќе начини. Така. Ајде, Вале, тебе ќе те повлечам, бидејќи овде ни е готово ова тенџерче. Јас ќе го повлечам. Ете така. А ти ќе си дојдеш за да си го пражиш. Можете да почнете со музика. Ајде. Овде. Ова се копаните малку да се обарат, така, нели сакаше? Ајде, јас од оваа страна. Маслото ти е тука. Да играме јас и ти. Што сеје сонце сопрело лелена, сред на небо море предовла. Чудо се гледа големо леле мар, Елена море проштева. Проштева емја, остава леле од неа деца море одбавја. Отене моје, обава лелека, по првата море година. Елена вели, говори лелека, коќе сам те море обава. 9 сам деца е мала лелесе, дом сум гроба море правила. Лицето ми е созоно леледо, шата ми е море грејовна. Марко се глава наведна лелепо, шна се солзе море дарони. Браво! Абе, нели сте наши, абе, многу сте убави.
како викат, еле сме си наши убави, сме си по-малешевски. Ова ти си за копанчинари. Оризот го ние подготвуваме, за да биде, како и велам јас на Валерија, ќе го правиме како мајките наши, како бабите, викат, да, така ќе го правиме, малку подпржен во тавчето, за зрната да не бидат цели, нели така? Да, да. Добро, одлично ни оди, рерната ни е вклучена, копанчињата обарени, додаде сувзачин, додаде бибер, солца. Да, сол, сувзачин и црн бибер. Така, добро, имаме си се. Добро, браво, браво. Ајде сега пак да ве навратам за вашето културно-уметничко друштво, така? Па, може да се да, каже, и фолклорен ансамбл. Или фолклорен ансамбл, бидејќи настапувате на повеќе места, имате игрорци многу. Каде најмногу ви остави впечаток вашата изведба? Каде се појавивте, имавте многу аплауз, многу внимание? Па видите, има на повеќе места. Така, нели? Не се има случувано тоа, инаку еве да кажам, пред година или две беше, кога бевме на 50 години од постоењето на фестивалот Пец Атанасовски во Долнени во Прилеп, така. Со нас беше и Давид, како најмал гајдарџија, и имаше 50 гајдаџи од цела Македонија, кои заедно имавме дефиле по плоштадот во Прилеп, и Давид беше најмалиот гајдарџија од сите гајдарџи. Свири ли Давид? Свире, има гајда, има гајда. Малечка гајда направивте, специјална. Браво. Од нивното јаре. Од нивно јаре направивте гајда која што Давид свири. Ама ние денеска рековме ќе учиме да готвиме, нема да свири, така? Браво, Злато. Ете така, мама веќе е пред крај со оризот. Вие можете да се свирите. Ние не ни пречите ние да си готвиме, а вие свирете, пејте. Ете така. Можеш мешавината да ја додадеш. Зимата помина, па свадба ќе има, ќе го жениме стар дедо дема, ќе му доведеме старата баба, само на два заба. Шторце свираче, скачки играче, шторците свират, селски чочеци, скачките лечат, малко на човеци. Шторците свират на виолина, за младожења од 101 година, ќе ги водиме да се регистрират.
беше она хумористична, што обично ја пеат за свадби, на Блага ракија. Обично таа песна знам дека кај нас се пее на Блага ракија. Епа, гледачите знаат дека јас израсна во Виница, инаку потекнувам од Делчево, од село Илијово, но порасна во Виница, во Оризовите полиња, и јас сум дете на оризите. Затоа мене оваа музика, овој мелос, оваа убава облека што ја носите, ми е многу позната. И навистина убаво. И ме радува што повеќе пати бев во Оризари, како гостин со мојот караван и за како се вели, жнење на Оризот. Оризови денови. Многу убаво кога влегов во Оризовите полиња со марамата да зажнеам, а покрај мене свиря народните инструменти. Тоа многу ми се бендисува. Песните, Никола, само ти пееш или сите вака, или се срамат сега? Па не, пееме, сите пееме, ама така како највеќе јас пеам. Најмногу ти, а наша Валерија, Вале, ти пееш? Па јас играм. А играш не пеам, да, играм. Кога сте таму, нели, мора да настапувате и да играте. Да. Така, браво. Па Давид, кога сакаше да запише на игрорна, 4 години беше, се срамеше да отиде сам. Јас одев од мои 4 години на игрорна и сега пак. Да. И се запишав и сега одим. И сега Давид со многу мерак за мама. Да. Добро, само Давид ќе дојде Злато да отвориме рерната, на мама да ја дадеме ракавички за да го внесе тавчето во рерна. Ете така. Домакински. Браво. Ки имаме убав шарен ориз. А мама ми рече, ти не сакаш моркови. Вистина ли? Во оризот. Никако не сака. На него само месото. Само месото му се допаѓа, браво. Па ако од месото се расне, нешто ми е срамежливо денеска, не сака да правиме муабет. Се засраме, па и капчето го тргнаме, а ние после ќе се сликаме, па ќе им кажеме на гледачите како ти убаво изгледаш. Може да идеш до Бато Никола таму да те видат како си убаво дотеран? Ајде. Ете така, да те видат, може и во среде таму, до гајдата. Ајде до гајдата да те видат, Злато. Ајде, ете така, он свири на гајда, а вие продолжите да свирите, за да ми биде убаво. Јас тука ќе играм. Ајде. Така, браво, браво, браво.
Браво, браво, браво. И тавчето ќе излезе од рерна. Убаво не изморивте. Убаво не изморивте. Сега ќе бараме малку одмор за да го побараме рецептот на денот. Пилешко со ориз. 3 до 4 копани, 2 чаши ориз, 100 грама златна мешавина, 1 главица кромит, масло, сол, сув зачин, бибер и малку магданос. Тоа е за нашиот оризник, како го велиме, со копани. Сакав, Валерија, бидејќи уште малку имаме време, гледаме дека може да ни биде готово јадењето, да го запрашам, Никола, имате нешто посебно, по што се одбележува нашиот дел, ете? Па видите, нашиот дел се бидејќи ти ги обработуваш тие заборавените ора, заборавените песни. Добро, да, инаку кај нас се препознава тоа што ние автентично свириме само изворни песни. Само изворни песни. И претежно само од Осоговскиот крај. Како сме си нели само бендисани. Ако наше си е убаво е. Да, браво. Ајде, Валерија, да го видиме оризникот. Пази, злато, мама, да не ми те изгори. Ајде, Давидче, настрана. Ете така. Подготвено е мама да го... браво, домакинке. Ке те биде и за аргати. Да служиш и аргати, како беше, нели? Така, нели, жетварите кои ќе одат. Јас сега ќе дојдам од оваа страна, а ти можеш дури да си сервираш во танирчето. Ете, Давид сака да биде до нас. Ете, така, сака да биде Давид до нас, а ние велиме, пази, Давидче, да не се изгориш. Ама детенце му е мерак. И сега научи, нели, како се прави ориз на наш оризарски начин. Велат дека во Кочанскиот регион оризари има најквалитетен ориз, вистина е, нели? Точно е тоа. А кај нас во Виница велат од Блатец. Ете, така се фалат, Блатец вика најубав ориз, во Кочани оризари, затоа се вика оризари. Вале, ќе додадеш и малку магданос, ти веќе го украси, многу убаво изгледа. Прекрасно. Браво. Традиционално јадење, оризник на кочански или оризарски начин. Од срце ти благодарам тебе и на Давид, бидејќи ни беше добар асистент во кујната, да ни дојдете пак. Ви посакувам многу успеси, многу среќа. Тебе, Давид, во училиште да имаш многу петки. Уште малку ке одиш во училиште, ете така. Вас, момци, исто така ви благодарам. Бевте прекрасни, навистина ни го разубавивте и студиото и емисијата. Ве почитувам, ве сакам и пак ќе ве поканам. Благодариме. Е така. Сега јас да се поздравам со гледачите, а вие ќе свирите. Па, драги мои гледачи, тука е крајот на денешново наше издание. Ве сакам!